Уште една среда и уште едно ново издание од емисијата од своја страна, почитувани гледачи, добре дојдовте. Ви ветуваме на убава книжевна дружба со нашиот писател Анде Јанков. Анде во повеќе наврати беше дел од емисијата од своја страна. Имено за скоро секоја негова книга си правиме емисија, па така тоа ни стана една убава традиција. Јас не би сакала во најавата да должам, ки си го поздравам Анде. Анде, ти благодарам и што си дел повторно од емисијата од своја страна. Во телевизија Сонце, како си? Фала ти, Вики, добар и секако ми е мило што повторно сум тука кај вас во емисија, некоја четврта година поред, ако не се лажам, или четврти пат. Еднаш мислам дека паузиравме, секогаш сте како ветер во грб, нели, за домашни автори, тоа е за поздравување, па така, да, секој ќе имаме пријатен разговор. Многу ми е драго што ето тоа ни стана, така е убава традиција, некоја убава традиција, за секоја твоја книга е вака да се договориме и да проговориме што има ново кај тебе. Ние чинам се немаме видено од минатата година. Се видовме на сајмот на минатогодишниот сајм на книга, а во меѓувреме што се случуваше кај Анде Јанков? Да, па значи, во годините кога испаѓаат нови романи, најчесто се во пресрет на сајмот на книга како сајмски новитет страна на издавачката куќа Антолк, па така и оваа година романот Мементо Мори излезе на почетокот, нели, на сајмот на книга и едноставно колку еве точно месец дена, 5 недели како се поминати од тогаш и почињаме полека со оние, нели, промотивни активности, гостувања и слично. Иако, ајде на вакво четиво веќе во серијал од 5 дела до сега и не треба некое посебно представување од аспект на тоа дека горе-доле е познато, нели? Меѓутоа секогаш е добро да се поговори за конкретен роман, нели, да покрај, нели, сите оние други настани кои што се случуваат и што точно, нели, се работи за книгата и слично и што е тоа што опфаќа како тематика и така. Мементо Мори или најновиот твој роман, новитет на сајмот на книга за оваа година, кој што се одржа, чинам, во мај. Да, точно на 14 мај. Како поминавте на сајм? Одлично, исто како и минатата година беше на некој си малку повисок концепт, се тоа на представување на авторите на Антолог, меѓусебно back to back промоции, такви некои активности, едноставно публиката сака кога има некој таков додаден елемент на сајм на книга, гостувања, бидејќи секако книгите се таму со сајмски цени и слично, меѓутоа ете тој момент на дружба на автори, читатели и слично не е за подценување, знаеш и сама беше, нели, во текот на минатата година на сајмот и едноставно некоја поубава енергија се добива, се доближува едноставно авторот до своите читатели, си добиваат книги со посвета и слично, јас сум задоволен од тоа. Анде, Антолог не ги менуваш, не го менуваш ниту стилот. Предпоставувам дека ова е продолжение на серијалот. Ајде малку содржински за Мементо Мори, зашто овој наслов, што да очекуваме од ова дело? Да, насловот е интересен куриозитет, како некој си диптих можеби на доврзување на Кобаяши Маро. Тоа беше јапонска изрека, ова е сега латинска, нели, она сети се дека си смртен, нели. Едноставно влезе како некој лајт мотив тој наслов како таков. Настаните во оваа книга се случуваат една година по Кобаяши Маро. Таа книга, така интензитетот на таа книга беше доста голем и заврши на некој си клифхенгер, висеше во воздух дејството. Едноставно можеби првичната цел беше да излезе до година оваа книга, меѓутоа веќе кога ја стасав порано, зашто не испадне оваа година, 5 години од представувањето на Виктор Николов како лик тука пред македонската публика и едноставно веќе кога беше завршена приказната, ајде можеби да го извадевме во, како се кажува, на реално време, бидејќи буквално книгата почнува на 24 мај, на 25 мај, нели после празникот Свети Кирил Методи, а завршува пред како ќе му дојде неколку дена на петок 13 или сабота 14, ако не се лажам, така што она баш имаат многу од читателите читаа во реално време. Може, ако ти треба некои си 2-3 недели да прочиташ книга, значи буквално како ја читаш, така се одвива, нели, природот, дејството во книгата. Го очекуваа ли читателите ова продолжение на серијалот? Претпоставувам дека веќе книгата и се продава и дека веќе го има и оној фидбек од твоите читатели, твојата целна група на читатели, што велат читателите за Мементо Мори? Да, апсолутно. Веќе, значи, најверојатно кога ќе се надоврзат неколку делови последователно, оние кои што се фанови на таа една приказна, сакаат што е можно побрзо да дознаат што ќе се случува понатаму во животите на главните ликови, нели? Едноставно да, сега си имаат оној стандарден фидбек, нели? Добар дел од луѓето рекоа
ова е достоен наследник на Кобаяши Маро, бидејќи таа книга сепак беше со некои делови како малце отскокнуваше од останатите во серијалот, некоја метафикција и слично, публицистика може да се каже. Сега ова е малце постандардно враќање на приказната и е Memento Mori и своевиден омаш на Виенски гамбит, бидејќи овој серијал е замислен од 9 делови, 8 приказни, меѓутоа 9 книги. Така што сега сме буквално на таа средина. Да, тоа ќе беше моето следно прашање, како ти е замислен серијалот? Така, значи од минатиот пат кога се видовме, ако се сеќаваш добро ти кажа дека се 8 дела, меѓутоа ете во меѓувреме одлучив тој последен дел може би да биде поделен на 2 книги, како што прават и некои други писатели странски, ќе видиме како ќе се исполни тоа, меѓутоа сега тие 8 приказни сум апсолутно со намера да ги завршам, нели? И еве сега сме на тоа си некоја си средина. И сакав малце веќе кога се испаднете толку делови да си поигра малку со таа интертекстуалност и ако Кобаяши Маро реферираше на античка филозофија и ред други работи, жанровски особености, сега ова пак се надоврзува на тоа со можеби некој си омаждавање на Виенски гамбит на првиот дел од серијалот, бидејќи почетна точка средишна, нели, ова Memento Mori и последната била таа 9-та, некој си огледал како ќе му дојде 5 и 9. Сега останува на читателите да ги уловуваат тие моменти. Добар дел од луѓето веќе тоа и го приметија и ми го кажуваат тоа, вика, некој да негативецот успеав да го погодам преку тоа сеќавање за Виенски гамбит или слично некои такви моменти. Мене ми е особено драго бидејќи на начин на кој што јас си играм, нели, со дејството со моите книги, гледам дека сега и читателите тоа го приметуваат тој момент и име можеби еден момент плюс од во однос на некои други автори. Така, споменавме 8 книги, што значи дека веќе имаш идеја и представа што ќе се зборува во продолжението на серијалот или како се создава еве секое ново и ново народно дело од серијалот? Па претпоставувам дека пак трга од некоја си инспирација за самите ликови, да, и од последното што се случило. Веќе кога решив дека ќе биде серијал, знаем дека тоа ќе бидат некои си опфатени, претпоставувам 15 години можеби или како ќе му дојде во тие книги. Не знам дали има некој автор кој што успеал да извади 7-8 книги, а тоа да биде сместено во рок од 2 години или како ќе му дојде. Сега тука веќе ова дејството на Memento Mori е добри 8 години од почетокот на овој серијал. Виенски гамбит се одвиваше во 2017 година, ова е 2025, значи ете полека како доаѓаме до половина и со дејството на оваа приказна во животот на овие ликови на Виктор Николов и на неговата потесна фамилија и сите останати, нели, припадници на полициските сили од одделот за крвни деликти. Еве во оваа книга и некои споредни ликови добиваат повеќе како светло, нели. Тука претежно станува збор за Благој, психологот кој што е присутен во овие книги и тоа е така како има малце поголема улога во оваа книга. И едноставно, веќе го пишувам продолжението на оваа книга, имаш некоја си идеја, порака позади книгата, или тоа ја што го нарекувам триптихот на теза, антитеза и синтеза, и од таму трга се. И потоа ти треба само дејството да го развиеш околу тој, нели, околу таа некоја тема која што одбираш. Филозофија за животот која што можеби треба да се одбрани или не. Сега потоа си доаѓа сетингот, колку време после тоа, дали ќе биде во Скопје. Еве оваа книга конкретно се случува во Загреб, претежно 2/3 од книгата и повеќе се во Загреб, 1/3 само почетокот е во Скопје. Едноставно ете така си играш со тие моменти, бидејќи тоа се начини на предизвикување на драма и на емоции кај читателот. Нели, дали дејството ќе рипне или пак можеби некој внатрешен монолог, диалог на самите ликови, флешбеци, двојни нарации. Последната книга ќе има исто двојна нарација како во Виенски гамбит, така што сите тие се она што сека брашно и квасец и си треба одредено време за тоа да испадне како што е финална верзија, па ќе видиме така, да ќе покрај оставиме на создавањето и продолжувањето сега кон овој серијал, спремен ли Анда Јанков да понуди нешто друго, нешто поразлично на публиката, можеби во меѓувреме некоја друга приказна која би ти дошла, па да ја сместиш во некое дело со нели со друг жанр, овие рамки. Па вака, значи, и дали тоа би се очекувало од тебе, од твоите читатели? Би се очекувало таму некаде при крајот на моето творештво, можеби. Нели ме знаат и како автор на Едно лето на Крит, тоа е настрана од овој серијал, таа книга. Си имам некоја, можеби, замисла за
продолжение на таа книга, едно единствено, ништо повеќе. Секако може би некој си изолирано дело како нешто си хорор, мистерија со научно-фантастични елементи, исто може би, не гарантирам, меѓутоа имам некои такви замисли. И сега паралелно со создавањето на овој серијал, може би го немам спомнат ексклузивно гајто ќе го кажам, си создавам и како ќе му дојде на публицистичка книга за моето творештво, значи едноставно како јас гледам дека литературата треба да се развива преку примери од моите книги. Нешто слично направи Венко Антоновски минатата година со Пијатите на лепословието. Едноставно таква некоја си теорија за литературата, видено е из мојата призма. Мислам дека ќе биде доста интересно, меѓутоа пак ќе кажам, тоа би излегло откако ќе го завршам овој серијал, затоа што би сакал сите примери од овие книги да влезат таму. Нели, развој на лик, развој на приказна и тие работи. Меѓутоа пак како го пишувам серијалот, така тоа си го пополнувам на некој начин и паралелно си тече и ќе биде интересно, тоа е некоја си немаме доста такви дела во нашата литература. Фактички тоа не ни можеш да го направиш на почеток затоа што немаш развиено обемно творештво. Сега можеш да пишуваш за други, меѓутоа јас сакам конкретно преку моите книги. Ќе видиме тоа како и да е, мислам дека сме далечени некои десетина години од такво некое дело, меѓутоа еве ги вака лет на А5. Така што ја и ти толку отприлика се знаеме, така што ќе дојде и тоа. Ќе дојде и тоа, ќе си дојдат и други материјали. Анде, за моментот мора се случи на сајмот, предпоставувам првата официјална промоција. Се случи ли веднаш потоа нешто друго околу промотивниот дел, како ти е планирано? Во меѓувреме во Обрски со некои други книги имаше едно гостување мое во Белград, каде што ја представав Кобајаши Маро и Белград Трилер фестивал, кој што беше во мај и потоа да, тоа беше одлично искуство бидејќи на некој начин за прв пат во Србија, иако се уште немам превод таму, меѓутоа како едно дело представено пред група на публика која што е заинтересирана конкретно за приказни од овој тип, жанрот трилер. И потоа беше веднаш гостување по една недела во Софија, кон крајот на мај, таму беше представено делото Виенски гамбит. Да, тоа го проследи во Софија. Да, исто и таму бевме добро пречекани, бидејќи ето тој почетен дел од оваа сага за Виктор Николов едноставно си најде публика и во Бугарија, беше представено и таму, се надевам дека и понатаму нели ќе и другите делови ќе нели сепак е тоа процес кој што трае преводот, да, преведено, да. И таму како се продава таму? Одлично, имавме промоција таму на 22 мај во културно-информативниот центар на Македонија таму во Софија и тие се доста нели народ кој што чита книги, мислам тоа е општо познато и едноставно имаат некој си однос позитивистички кон културата и кон литературата и вклучително и кон автори кои што доаѓаат од Македонија. Сега понатаму полека ќе дојдат оние моменти на нели дома во Македонија. Во минатиот петок бевме во Велес, тука зборче подвижната книжарница на Антолокси беше во Велес, па таму нели потпишување на книги имавме. Тоа всушност ќе биде караван низ да, караванот кој што им тера низ повеќе градови во Македонија. Предвидени се следни градови? Па имаат тие, меѓутоа јас само конкретно во Велес бев. Сега ќе видиме од наесен, ќе ги метнеме тука и некои други градови, како што тоа беше случај со Кобајаши Маро, бидејќи претходната година фатив добар дел од јуни месец, каде што некои луѓе се на одмори за минати, па и Жешко е поучен од тоа, викам ајде да оставиме нека помине лето, па наесен малку да кој ќе биде по свежичко да може нели да иако наесен имаме доста настани поврзани со култура и со книжевност, тука се сите фестивали. Да, септември, октомври буквално има се и се што за сите фактички книголюбци и некои пати не се и постасува се, меѓутоа да, потоа таму октомври, ноември кога малку спласнува, има простор за промоции низ градовите, да. Кога ги споменавме јазиците, дали е во план еве можеби превод на други јазици на твоите дела? Па да, со надеж сме за следна година да се стаса и превод на хрватски на Кобајаши Маро конкретно, ќе видиме како ќе излезе тоа, бидејќи тоа процесот треба да започне во текот на летово и тоа ми е особено драго бидејќи ајде веќе Виенски гамбит кога си најде превод на бугарски, убаво и кога друга книга нели ќе биде преведена и на друг јазик. Едно лето на критици е преведено на англиски, меѓутоа тоа некоја си Kindle верзија на Amazon, се уште нема нели хард копи некој издавач кој што би застанал за тоа, меѓутоа процесот тука е секако тежок кога доаѓаш од македонско говорно подрачје, секогаш не само што
се надпреваруваш со тие кои што се обидуваат да испаднат од некои други, можеби горни подешја, па и со колегите од Македонија. И едноставно си има некој редослед кој што можеби треба да си помине. Меѓутоа, како некој што активно пишува 5-та година поред, овој не е така воопшто лошо, нели, со превод на еден јазик и се надевам до година со уште еден, така што полека го препознаваат овој жанровски момент дека овие јас ова што го пишувам е сепак комерцијална литература, иако се обидувам што е можно повеќе да вметнувам литературна фикција натре, за на некој си да го издигнеме жанрот на повисоко ниво. И веќе кога еднаш ќе им се пикнеш под кожа на луѓе како ќе му дојде, ете така некоја приказна која што им интересна или ликови со кои што се поистоветуваат можеби, потоа можеш и да си играш и со други моменти и да го доближуваш тоа до тој некомерцијален дел, а тие пак ќе го купат ако ништо друго на крајот од тоа парче, можеби ќе им се парче книга, можеби ќе им се допадне помалку од некој претходен дел од серијалот, меѓутоа нели тоа е право на авторот, дискреција. Ние претежно пишуваме самите за себе, бидејќи верувам само кога си искрен на тој начин пак испадне квалитетно нешто и за читателот, а ако се обидуваш да се додворуваш или слично, потоа веќе влегуваш во некои други води. Соработката и љубовта со Антолог продолжува, претпоставувам во текот на целиот серијал. Покрај подвижната зборче, да се случуваат и други активности со Антолог? Па во овој момент не, бидејќи сега ќе бидат секој нели одморите, меѓутоа пак ќе кажам од наесен во соработка со нив нели ќе тука е тој Букстар фестивал кој што е нели на преминуто септември према октомври. Секој после тоа и промоциите, лани беше во ноември промоцијата во Скопје, ќе видиме година како ќе ја договориме нели за оваа книга. Јас до година славам точно 10 години јубилеј и едноставно сакав малку да фатиме од наесен 10 години од првата книга. Да, од првата книга, од едно лето на Крит, и сакав тој момент од наесен како ќе му дојде од септември, октомври, па таму некаде до напролет следна година да биде баш тоа некој си помотивен период каде што ќе се опфатат нели повеќето градови, бидејќи е сепак убав јубилеј кога помина, ајде да речеме, од 2016. Меѓутоа пак на некој начин фати нели корона и кога почна овој серијал баш во екот на короната април 2020 година им дојде можеби интересно на луѓе ваков тип на литература, продолг серијал и нема во Македонија колку што знам, се некаде доаѓа до 3 книги, имаме некои со 5 книги, меѓутоа е замислено како 8-9 книги, што е озбилен потфат, сериозен потфат кој што си бара и време и едноставно ете полека патот го изводевме на некој начин до пол. Да. Можеби се уште рано да те прашам, меѓутоа дали се работи на следното дело кое што ќе биде продолжение или малку така чекаш да спласнат работите да си го добиеме Менто Мори? Не, заслуженото внимание. Не е рано се работи, меѓутоа поактивно пак ќе кажам оваа втора половина од оваа година. Зошто? Затоа што замислата за таа книга ми е пак со некој си временски скок од Мементо Мори, значи не е толку близу до претходниот дел како што тоа беше случај Кобаяши Маро до Мементо Мори. Едноставно така и алтернирам до сега со книгите. И едноставно таа книга е замислена со дејство 2020 и можеби 7 или 8 година, ќе видиме како ќе биде. И како веќе до сега испаѓа во реално време книгите, тоа ќе се задржи и нели и овој пат, па така што нека си остане да лежи сега Менто Мори во следниот како ќе му дојде година дена и повеќе и таму некаде за 2 години од сега најрано можеби светлото на денот ќе го види следниот роман, меѓутоа кога пишуваш вака серијал е малку месец од веројатноста од една страна сакаат што побрзо да новата приказна да ја видат, ама не е препорачливо, зошто? Затоа што од една страна ако се брзаш не може да испадне нешто квалитетно. И од друга страна, ако и немаш премногу делови за ете колку се, ако испаѓаат година за година, за точно 9-10 години требаше да испаднат сите книги што ќе немам инспирација за друго да пишуваме, ама треба едноставно можеби јас да се развивам како автор, нели, и личност понатаму за нели едноставно да како ќе му дојде тоа да живееш со ликовите, така го викаат. Анде колку е предизвики? Ете, можеби да се пишува во Македонија каде што примарната работа не ти е ова, каде што имаш сосема друга работа, социјален живот и нели други обврски, меѓутоа посветено се работи на пишувањето, колку е за исплатливо сега да не говориме дека исплатливо, колку време е потребно да се жртвува за да се создаде едно дело и дали на крајот љубовта кон она кое што го правиш секако победува? Па претежно така ќе ти одговори секој нели претпоставувам втор автор, да. Љубовта кон книжевноста е тоа што не бутка напред за една книга да се напише од овој тип нели таа роман нели подолги романи си бара најмалку година, а
предпоставувам и повеќе од година и пол од она првична замисла до кога ти веќе го предаваш на издавач. Значи тоа се како ќе му дое 18 месеци, што не е воопшто мал период, нели, каде што ти континуирано имаш прва верзија, па потоа, нели, втора верзија, таму како ќе првата верзија секогаш не чини, така викаат, нели? И едноставно пак љубовта кон книжевноста не бутка и кон тој фидбек што го добиваме од читателите наши, бидејќи јас сакам да верувам дека сум дел од таа по-нова генерација, нели, современа на македонски автори кои што имаат малце подруг однос од онаа постара генерација кон и кон книжевноста и кон односот на автор-читател. Зошто? Затоа што жанрот во кој што пишувам ми дозволува да немаш некој фидбек од читателите од аспект, гледа, ја крајот не го разбрав или било што, кон кој што некои други автори можеби го добиваат тоа. Иако се трудиш да вметнеш секој тип на моменти од книжевноста за да го оставиш читателот можеби нели зачуден на крајот што се случило, како има начини на кои што се прави тоа. Меѓутоа секогаш пораката на книгата е чиста, јасна, кристална, затоа што сметам дека само на тој начин литературата може да изврши одредено влијание кај читателите, кај пошироката публика и мислам дека и по тоа не препознаваат мене, вклучително некои други како автори кои што пред се читани, можеби не си најпродаван и не знам што, ама си читан едноставно. Не е само да седи книгата на полица дома и тоа да е тоа. Иако има такви нели и попознати автори од нас кои што се и повозрасни и повеќе присутни на пазарот, меѓутоа кога ќе отвориш, не знам, Goodreads или читателски групи на Facebook и слично, гледаш дека тоа не е толку присутно како што можеби на прв поглед се чини. Претпоставувам и одговорноста и така ќе кажеме врската кон читателите и твојата целна група на читатели се зголемува кога веќе си етаблиран како современ македонски автор кој што го препознаваат, веќе го читаат и го поддржуваат, меѓутоа од друга страна колку е важна и поддршката од институциите. Еве конкретно ќе те прашам Министерство за култура, колку вие како писатели, како автори аплицирате таму за Да, апсолутно таа поддршка ја имаме добивано, како не на оние конкурси кои што се за национален интерес за поддршка во културата. И да, сега Мементо Мори е во тој конкурс влезе на оваа година. Мислам дека кога веќе континуирано твориш на пазарот, тоа неминовно ќе биде препознаено од институции и да, тоа е чекор плюс, затоа што од друга страна и пазарот ми е тако како што ние се уште мал, не е доволен на некој начин за, како што го кажат и тоа претходно, за ова да се живее. Да, за жал тоа е така и тоа ќе го каже не само Анте, туку и не знам и Венко Андоновски и ред други автори кои што едноставно се поетаблирани, меѓутоа не, едноставно таква не е ситуација. Сега пак ќе кажам, има поместување во позитивен правец од аспект на тоа дека овие ваков тип на книги од овој жанр се повеќе се чита, се купува и слично. Меѓутоа пак се додека можеби и нема таа некоја агенција за книга која што можеби и ќе ни даде ветар во грб и за надвор и слично, сепак ќе остане тоа на пргавоста на авторот колку тој е спремен да жртвува време, нели, и други обврски за таа замисла која што му е да успее. Меѓутоа веќе кога станува збор за одговорност, сакам да мислам дека писателите се тука, така ја завршив Кобаяши Мару со таа мисла, целта на писателот е да спречи цивилизацијата да се уништи себе си. Значи настапуваш како интелектуалец, како филозоф на некој начин и едноставно продолжуваш во таа насока, без разлика на овие сите препреки кои што се наоѓаат на патот. Изминатата недела завршија во Велес завршија Рациновите средби, една култна манифестација која што 100 години се одржува во Велес, живееле Велес во духот на Рацин. Дали може би беше дел од апсолутно, да. Мислам не од организација, меѓутоа како гостин автор, да, сега кој како член на клубот на писатели со Рацин од Велес, бев на она поетско читање, нели, кое што беше осокачена поезијата. Секогаш е добро кога доаѓа тој летен период и Рацинови средби кога се одржуваат во Велес, иако не е малку жешко во последно време, едноставно градот живее, нели, што се вика со Рацин и со таа негова мисла и мисија. Да, ги имаме тие детски Рацинови кои што се на есен во ноември, меѓутоа сепак ова е тоа главниот, нели, настан. И едноставно сите тие луѓе кои што се свртеа, нели, и тоа почесно Рациново признание кој што беше доделено, едноставно го прават, му даваат, нели, таа интернационална димензија на таа манифестација и
ова се 62 година пред како се одржуваат, тоа воопшто не е мала нели бројка, се надам некои што толку ќе доживеат. Едноставно секогаш ми е драго и мислам че дека последните години се нема случајно да не сум тука присутен и сум учествувал со трибини и со читање и слично. Меѓутоа секогаш гледам барем тие денови од 9, 10 до 13, 14 кога завршува да сум нели во Велес. Колку Велес заслужено го носи епитетот град на рацин? Се случуваат ли таму настани од културата? Па имаме сега веќе не е тоа како што беше едно време, сега веќе нели театарот, ликовниот салон и сите тие, библиотеката нели градска се тука присутни за подршка од аспект на промотивни места за промоција на книги и на домашни автори. Секако дека може во позитивна насока да работите во текот на цела година. Значи сега тоа за да се случи треба и многу други работи да се поместат од аспект на тоа, ајде можеби Рацинови да стане како национална установа која што се уште не е како Стушки вечери на поезијата и слично. Поголема инволвираност можеби од младите кои што тие треба да се свртат кон уметност и кон култура. Тоа си постои, не дека не, меѓутоа секогаш може да оди на едно повисоко ниво. Сега тоа најверојатно би се случило кога ете така можеби би биле распоредени повеќе настани во рамки на таква манифестација во текот на цела година. Меѓутоа ќе видиме, времето ќе покаже дали знам дека има некои иницијативи, меѓутоа дали тоа ќе се случи, едноставно ќе знаеме за година две, може. Анде, кои се плановите за ова лето, што ќе се случува лето? Ова лето да ти кажам ќе си отидеме некој заслужен одмор малку, иако да, не знам, јас тоа пишување на книгите не го доживувам како некоја си обврска, па ова е работа, еден вид работа, меѓутоа нели не е примерна работа. Едноставно кога седнуваш и кога пишуваш повеќе се одмораш од она друго, нели што ти се професионални обврски и слично. Секогаш е добро да се замине негде, да се добива некоја инспирација плюс. Меѓутоа пак Мементо мори ја пишував делумно додека бев во Загреб лани, така што оваа година претежно напишување било дома. Некој план можеби за до Словенија во текот на месец август, меѓутоа нели сега под климата дома со отворен лаптоп малце да си сработиме така на следниот роман, бидејќи иако онака изгледа дека е далеку, додека си трепнал поминува време и едноставно докато не си фатиш континуитет, прозата бара континуитет, некако испаѓаш од кондиција или како му доаѓа. Така фактички тука тренираш овој мускул тука, нели го тренираш и сум го приметил тоа, остава малце повеќе период од една до друга книга, веќе понатаму ми е потешко да почнам со следната да пишувам и така не си дозволувам многу време да. Предпоставувам дека и се чита. Да, да, апсолутно домашни автори и слично оние кои што се во антологи сите останати. Понекогаш ќе земеш некоја парче книга нели од странски автор, моментално се дружам со Албер Ками, Митот за Сизиф, ете тоа не ми беше читано до сега, а е нешто интересно што можеш да го вметнеш и во сопствените романи како некој си екзистенцијалистички момент филозофски. И едноставно тоа би било тоа, не знам дали ти нешто читаш конкретно или Јас па со сите обврски така, при крајот на денот трилер може да ми задржи, мислам дека само трилер периодов може да ми задржи внимание, па така мислам дека Фицек ми остана со некоја книга 2, неисчитани најновите, еве сега го донесоа и на самата книга, не успев да го фатам на самот на книга, меѓутоа интересен ми е, си го читам. Еве сега и Мементо мори секако. Анте ќе го закружуваме полека разговорот, но ми е драго што си чест и постојан гостин кај мене, меѓутоа секогаш имаме многу теми, многу убав муабет. Јас на самиот крај на ова интервју би сакала да ти подарам еден вредносен ваучер од 500 денари од моите пријатели Smart Service, кои што ми се подржувачи во оваа најнова сезона од своја страна. Ова е салон за продажба и поправка на мобилни телефони за 500 денари, можеш да си одбереш нешто за твојот мобилен телефон, маска, фолија или што и да сакаш. Се наоѓаат тука во Ново Лисиче во Трговскиот, да си ги посетиш, еве ќе си ги поздравиме. Јас при самиот крај сакам да најавиме, односно да кажеме пред нашите гледачи каде може да се снабдат со Мементо мори, со сите твои книги кои што ги немаат веќе во нивната библиотека. Во издавачката куќа Антолог секако, и нели на онлайн страната нивна, а и низ поголемите книжарници во Скопје, а и секако низ другите градови
оние кои што имаат нели онака поголеми книжарници воведе сега колку издавачката куќа Збор, таму се продаваат исто овие книги. Еве го Зборче сега шетале тоа низ градовите, па може да си го споменев и јас, може и наследба со авторот, па да си добијат и подпис секако. Полека тука ќе го заокружуваме овој наш убав пријатен книжевен разговор и муве ти благодарам што ете по четврти, пети пат, не знам кој четврти пат ми беше гостин, ти посакувам успешен серијал и го очекуваме најновото дело од серијалот. Фала ти тебе, Вики, и поздрав до сите твои гледачи и до љубителите на пишаниот збор. Така е. Почитувани гледачи, ви благодариме и вам. Јас уште еднаш ќе сакам да истакнам дека сите дела на Анде Јанков ќе можете да си ги снабдите во книжарниците на Антолог или на нивната онлайн страна на социјалните мрежи секако. Можете исто така да си ги снабдите и во поголемите книжарници широм државата. Може да си го следите и авторот, па така каде ќе има некој настан да си фатите и книга со подпис. Јас ќе ви се заблагодарам овде што бевте со нас и во овој книжевен убав муабет од своја страна. Ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме веќе наредната недела со нова тема и нов гостин.